Во Берово денес се одржа последната седница на Советот, на која беа донесени неколку важни точки, меѓу кои буџетот. Еве да направиме една ретроспектива во оваа година, колку сте задоволни од работата на самиот Совет и што очекувате од 2020 година. Па 2019 година Советот работеше транспарентно, отчетно и одговорно према граѓаните за тоа што ја избра. Сите предложени проекти, точки, одлуки кои требаше да се донесат во корист на граѓаните и на општината се донесени со консензус со повеќе од 15 гласа за целокупниот број на советниците на општината. Денеска, на последната седница на Советот за 2019 година, буџетот на општина Берово за 2020 година е донесен со 15 гласа за и благодарам на советниците за транспарентноста, за одговорноста на функцијата која во текот на 2019 ја извршуваа коректно и со сите задолженија кои се од страна на граѓаните зададени и барања целосно се усвоени и дадени на реализација кај градоначалникот и општинската администрација. Да кажеме нешто за буџетот, колку средства ќе има општината на располагање, колкав е фактички буџетот, што може да се очекува од него. Значи на 28-та седница на Советот на општина Берово беше предлог буџетот на општина Берово за 2020 година, како што каже председателот, едногласно усвоен. Буџетот изнесува 281 милион 977 илјади денари. Во претходната година, изминатава, годината која измина 2019 година, се реализира поголем број на крупни проекти, што и самата реализација на буџетот изнесува скоро 100 милиони денари, така да поголем дел се прибрани од средствата и што возможува истовремено и реализација изградба на поголем дел од објектите кои беа опфатени со годишните и развојните програми за 2019 година. Со Бога напред, со здравје, со силна посветеност на Советот, администрацијата, при прибирањето на приходите, веруваме дека ситото темпо ќе продолжиме и во наредната буџетска 2020 година. Кон крајот на годината гледаме се реализираат неколку завршни проекти, некои преку меѓугранична соработка. Еве денови почитавме дека заврши на улицата на Прохор Пчински прва фаза, што може да издвоиме како најзначајно од 2019 и она што ќе следува за 2020 година. Она што би го издвоил оваа година се реализацијата само на капиталниот дел. Во програмата за намените за капитални расходи имаме некоја реализација над 30 милиони денари, што значи дека истите се во најголем дел и платени. Така да тоа овозможува да парите ги вратиме кај граѓаните и на тој начин да овозможиме подобар квалитет на животот на граѓаните во општина Берово. И имаме населени места во кои се уште немаме инвестирано, се надеваме со буџетот во 2020 година да внесеме и таму подобрување на одредени комунални проблеми, се со цел да и таму содадеме можност да уредиме, да изградиме улици, реконструираме тротоари, направиме подобро улично осветлување, замениме со енергетски ефикасни сијалици и така натаму. На порака за крај до граѓаните. Значи ги охрабрувам граѓаните во наредната година, значи да бидат за нас партнери во изнаоѓањето на сите решенија кои се неопходни и за самите нив, а секако да ги имат во предвид и надрежностите кои ги има и Советот и градоначалникот, се со цел да заеднички ја направиме општина Берово подобро место и попријатно место за живење. На сите граѓани на општина Берово им ја честитам новата 2020 година и им пожелувам многу здравје, среќа и за една убава во новата. Истото, значи, честитката се што упати председателот на Советот, се придружувам и јас. Значи, сакам граѓаните да ни бидат пред се здрави, живи, среќни, весели и секако за приватниот сектор поголема деловна успешност во наредната 2020 година.